Бојан, ССМ излегува повторно на протест и стандарти овој пат политичарите се со обвинувања дека тие се поврзани со опозицијата, односно дека се поддржани од опозицијата. Според вас на што се должи еве овој момент кој што се шири во јавноста секојдневно? Тоа е дел од наративот кој што секоја власт едноставно го превзема, а тоа е најчесто да се бараат незадоволните луѓе во редовите на опозицијата како начин за да се обесхрабруваат такви работи. Според мене, секогаш е многу битно секој граѓанин, дури и да е дел од опозицијата, или да е дел од група која што не е дел од власта, да биде слушнат и да биде вклучени во процесите. Се разбира дека никому не е од интерес да има било какви радикални или насилни работи, меѓутоа исто така никому не е во интерес и да нема инклузивност и да нема вклученост на сите во процесите. Значи, комуникацијата и во политиката, меѓутоа и во општествената вклученост опфаќа и треба да опфаќа едноставно прифаќање и вклучување на сите различни групи, потенцирам макар да е тоа вистина дека тие се можеби дел од опозицијата. Едноставно, ако постои група на граѓани која што има некаков интерес или има некаква потреба, не значи дека нужно треба сето тоа да се заврши или да се исполни, но значи дека секако треба институционално да се пристапи, бидејќи институциите се на сите. Едноставно предолго потенцирам секоја власт, значи небитно која партија доминантно во одреден период е, прибегнува кон тоа да попрво најде начин да каже некој е со нас или против нас, отколку да најде можност да ги решава проблемите или барем да ги адресира. Знаете, проблемите не може секогаш да се решат. Конечно на власт мора тоа и секоја власт мора да почне тоа да го признава и да каже дека прави се да реши, меѓутоа нешто е решливо на еден начин, нешто на друг. Бидејќи на крајот на краищата видите и сосед на Грција, видите и европските земји, не сите проблеми се решаваат со целосно исполнување на сите пари. И тоа диалогот наспроти етикетирањето или диалогот наспроти пребарувањето кој со кога е многу подобро за општеството и ќе донесе долгорочно многу подобри резултати. Така, тука доаѓаме до еден момент, еве и вие го споменавте, зошто ниту една власт, нели, природно е да се случуваат протести, природно е да има незадоволства се со цел да имаме подобар живот. Тука зошто ниту една власт не застанува рамо до рамо со синдикалците со цел да ги поддржи, нели, за граѓаните да имаат подобар живот? Зошто мора секојаш да биде дека се на страна на опозицијата? Не мислам дека една власт треба да застане рамо до рамо со некого, односно мислам дека секоја власт треба да биде рамо до рамо со секого. Бидејќи улогата на владата во едно општество е да фацилитира диалог, да создава законодавство и да спроведува закони и други акти во интерес на сите. И едноставно, јас разбирам, апсолутно сум кажал неколку пати, јас разбирам апсолутно владата кога вели дека овој диалог содржи две страни најмалку, значи работници, работодавачи или синдикати и работодавачи, и тоа е во ред. Меѓутоа, во исто време треба да се прави се од надлежните институции, тоа не значи од највисокото ниво, но од надлежните министерства, да диалогот едноставно функционира. Никогаш, погледнете Европа, никогаш со години се случуваат или се преговараат работи, но на крајот стануваат реално само ако навистина се вложи труд. Нити сум компетентен да кажам што е правилно да се направи во ситуација од аспект на побараните мерки, си има тука други експерти, нито од аспект на комуникација, од аспект на инклузивност, и тоа како мислам дека е навистина неопходно јасно да се види дека владата е на сите страни од диалогот, дека владата има интерес сите да бидат задоволни и дека едноставно секоја власт, односно секоја влада како институција, гледа како граѓаните, што се од едната и другата и третата страна, да бидат многу посреќни, многу позадоволни со многу повеќе исполнети барања, бидејќи сите сме еднакви. Така, сметате ли дека можеби ваквите наративи кои што се шират еве во јавноста ги спречуваат граѓаните да дадат поддршка без разлика од која и страна да се? Не мислам дека ја спречува поддршката, но секако секој партиски наратив испраќа порака до собствените гласачи пред се, а понатаму и до опозицијски, односно оние од другата страна. Или ако е од опозиција или до собствените и оние од власт. Но не мислам дека како земја имаме проблем со демократската свест и тоа дека мнозинството ќе се обесхрабрат или охрабрат. Напротив, мислам дека едноставно секој лично се избира што смета дека е приоритет и што смета дека во одредена страна треба да се поддржи или пак да не се поддржи. Фала многу, Бојан. Нема за што, секој време. Фала ти, Ептен, има и убав ден.